вам за внимание. На сите, почитувани гости, почитувани пријатели. Јас сум Гордана Дувњак, новинар и председател на управниот одбор на Фондацијата Отворено општество Македонија и ваш денешен домаќин на промоцијата на книгата Црниот понеделник. Самиот наслов на книгата сам по себе многу говори и не треба многу представување, бидејќи е повеќе од асоцијативен и можеби затоа уште неколку дена пред кога беше најавена оваа денешна промоција, предизвика голем број јавувања, меѓутоа и интерес како кај наши колеги, така и луѓе од јавниот живот, кои бараа начин како да ја добијат. Меѓутоа, дури имаше и прашање од типот дали може да се добие во слободна продажба. Неа ја нема во слободна продажба. Засега има еден така добар квантум на книги на македонски и на англиски јазик и верувам дека веќе ја земавте на влезот на салава и ја листате. А за оние кои што не можат да бидат денес овде, да кажеме дека настанот се пренесува и во живо на интернет на www.voživo.mk и отворена е Твитер комуникација хаштаг Црн понеделник. Синонимот Црн понеделник веќе толку се одомаќи во говорите на политичарите, во колумните на експертите, во новинарските текстови, така што нема никаква двојба за што конкретно се работи и јасно упатува на 24 декември, оној критичен ден на крајот на минатата година, за кој многумина ќе кажат дека беше тежок пораз на македонската демократија. Во поновата македонска историја, верувам и во 60 години и порано во еднопартискиот систем, не постои пример кога цела опозиција била изфрлена од собраниската сала. И тоа брутално, со влечење и тегнење. Исто така како што не може да се најде и пример новинарите да бидат одстранети од вршењето на нивната професионална задача. Ваков срамен чин тешко ќе најдете и во соседството, а камоли пошироко. А снимките од она што се случуваше тој кобен ден, направени од телефон, од оделни пратеници, потоа го обиколија светот, бидејќи вистината не може да се скрие и таа е како сврдел. И затоа токму и тие фотографии кои што ќе ги најдете во изданието, не треба да ве зачудат заради лошиот квалитет, бидејќи се направени токму со зумирање од телефон и бидејќи на тој начин и единствено тие се сведок на тоа што се случуваше во собраниската сала и на собраниската галерија, ги немаше новинарите, ги немаше фоторепортерите, ги немаше камерманите, затоа што се чини навреме беше изведена операцијата за да нема сведоци, наречена насилно бркање на опозицијата. Рака на срце, тепачки во парламенти се случувале, веројатно и ќе се случуваат и во иднина. Најновиот и најсвеж пример е од украинскиот парламент од пред неколку дена, кога дојде до масовна тепачка помеѓу пратениците од Националистичката партија Свобода, која е во опозиција, и пратениците на партијата на регионите заради употребата на јазиците во тамошниот парламент. Сме гледале снимки од други парламенти кога тупаниците ги заменуваат аргументите и зборовите, но постои една голема разлика од она што сме го гледале и она што се случи во Македонија, затоа што сосема друго е кога се тепаат помеѓу себе пратеници од иста партија, па дури од различна партија, но никаде
не се случило на ваков начин, систематски, да биде изфрлена целата опозиција, и тоа не со помош на собраниско обезбедување, туку со асистенција на извршната власт, значи со нарачано изфрлање од законодавниот дом од страна на полицијата, и тоа во присуство на министерот за внатрешни работи, а со единствена цел и со јасна намера да се изгласа по секоја цена буџетот. Ваквата демонстрација на сила и грубо кршење на уставот и процедурите потоа предизвика цела една спирала на настани и не вовлече во длабока политичка криза. Не треба да ве подсетам, се уште се свежи сеќавањата дека веднаш после овие случувања опозицијата го напушти парламентот и се префрли на улица. Локалните избори започна во сенка и најава за бојкот, потоа под притисок на меѓународната заедница сепак бојкотот не се случи и партиите се договорија под одредени услови да се вратат во парламентот, да изгласаат пролонгирање на рокот за доставување на кандидатури и да договорат формирање на експертска комисија, која што треба да ги утврди фактите за 24 декември, но и на она што предходеше на овој кобен ден, а и настаните потоа. И не случајно, ќе прочитате и во книгата, извршниот директор на фондацијата, која што е издавач на ова вредно дело, кое што треба да послужи како еден вид сведоштво, но и незаборавник на овие немили настани со цел да не се повтори, ќе го спореди овој критичен ден, 24 декември, како македонска вартоломејска ноќ. Ова многу подобро од нас го знаат оние кои што беа сведоци на целиот настан и на она што се случуваше во тие критични часови. Или како што ќе напише во предговорот на книгата Милчин, што ја имате пред вас, цитирам: "Не знам што беше поужасно, насилството или одобрувањето, ликувањето или злорадоста со кој беше поздравен триумфот на безумието, кое со чотек го воведе едномието во она што требаше да биде повеќе партиски парламент. Врв на резилот беше спокојството на немиот сведок, народниот правобранител, кому собранието, олеснето од недисциплинирани пратеници, му го изгласа вториот мандат." И книгата и не случајно изгледа така како што изгледа, темно, со црни корици, со едно мало квадратче кое што ќе го забележите на корицата, прозорец во законодавниот дом означен со црвено, кој што алармира, меѓутоа во исто време и индиректно сугерира каде треба да се бара одговорноста, која што засега не е утврдена, и властите упорно бегаат од утврдување на одговорноста. Низ приказ на компетентни автори, во книгата се укажува на повеќе кратното прекршување на уставот и на процедурите, бидејќи, како што ќе забележат и авторите, тој критичен ден не беше прекршен само уставот и законите, туку беа повредени основните човекови права, суверенитетот на граѓаните, беа негирани демократските институции, беше отповикан принципот на владење на правото и нападнат политичкиот систем. Книгата се осврдува на сета онаа фама што се создаде со и околу буџетот, но и на огромните манипулации што се појавија, невидената медиумска кампања и пропаганда, во која што главната поента беше дека буџетот мора да се донесе во таа форма до 31 декември, но
Воедно и хронолошки ќе ве подсети на драматичните настани од тие мачни денови, на изјавите на главните протагонисти, политички актери, на тоа што кажаа експертите, како известуваа медиумите, како се однесуваше граѓанскиот сектор во целата оваа работа. Цела една лепеза на мислења и сведоштва, кои во многу нешта ќе ви го доловат времето во кое што живееме, но и какви може да бидат разорни ефектите од пропагандата. Денес имаме чест со нас да бидат тројца промотори, требаше да бидат четворица, во најавата го имате името на господинот Арсим Зеколи, меѓутоа, за жал, јас денес морам да го оправдам неговото отсуство затоа што е болен. Меѓутоа, верувам дека неговите ставови и неговите реакции ви се добро познати во изминатиот период, а и во еден дел можам и да ве подсетам. Кога ја организиравме оваа дебата, сметавме дека имаме мощна репрезентативна група, бидејќи со нас се поканети да бидат промотори, представници на науката, на законодавниот дом, мојот колега Николовски од новинарската фела и Зеколи како представник на граѓанскиот сектор. Професоре Шкарич, вие одлучивте да не молчите, кога некои мислеа дека тоа можеби е добар став и дека не треба и дека треба да се молчи, бидејќи не ги засега. Во еден од вашите текстови, објавени во Утрински весник, видовте директна врска меѓу кошмарот што се случи на 24 декември во донесувањето на Законот за собранието од 17 август 2009 година, кога, како што напишавте во вашата колумна, ве цитирам дословно, е направен преврат во правната регулатива, рамен на државен удар. Да подсетиме, веројатно и тоа ќе го направите, дека со тој фамозен член од овој закон, председателот на собранието веќе не е прв меѓу еднаквите во собранието, туку прерасна во институција која што се здоби со огромна моќ. И вашиот настап на една од скопските телевизии 24 вести во тоа време предизвика големо внимание поради неколку поенти кои што ги пренесоа сите медиуми, бидејќи изнесовте неколку интересни тези. Прво, дека е незамисливо извршната власт да примени сила врз законодавната, дека таков пример, како што рековте, не е забележан во теоријата уште од 17-тиот век. Второ, дека со случувањето на 24 декември е прекршен уставот и некој мора да ја преземе одговорноста. И, меѓу другото, споменавте дека употребата на државна сила против опозицијата го води на паѓачот во самоубиство, па дури во тоа време изнесовте една интересна теза, а тоа е дека само со предвремени парламентарни избори може да се излезе од политичката криза. Стоите ли на вашите ставови? Да, апсолутно. Повелете. Сега вака, прво да изразам задоволство што се најдов во ова друштво, не по моја волја. Така се случи временска непогода и еве овде сум со вас. А драго ми е да видам во друштво од поголем број партиципенти и особено кога има гужва. На прашањето што колешката ги постави, нема да одговарам, затоа што јас веќе се бавам со нови проблеми и нови аспекти. Ново дебатата, ако некој сака нешто да појаснам, тогаш со посебно задоволство ќе ги аргументирам наведените тези кои имаат длабока теориска затемеленост во пошироката правна и политичка смисла. Но овој пат, бидејќи зборувам пред вас, а со оглед на тоа дека никогаш немам способност да го повторувам тоа што сум го напишал и кажал, јас се подготвив денеска, нешто да ви кажам што може би пак
ќе звучи како нешто ново, иако насловот е веќе обелоденет, благодарејќи на Милчин, кој го подготви ова издание, благодарејќи на терминот што тој го употреби во неговиот текст, против заборавот, црниот понеделник и по него, а тоа е одредницата Вартоломејската ног да не се повтори во Македонија, јас текстот го насловив, односно, мојот текст носи таков назив и ќе се обидам накусо не историски, туку актуелно, да видите дека има тесна врска помеѓу она што се случило во Франција 1572 година, пред празникот Свети Вартоломеј, кој токму се сопаѓа на 24 август, а нашата представа во собранието на 24 декември. Еве, прво, во Франција во тоа време е извршен масакар врз хугенотите, а во Македонија врз опозицијата и новинарите. И мене ми е драго што тоа се случи, бидејќи само на тој начин новинарите и опозиционерите можат поблиску да се здружат. Таму имаше колежи, а овде виткање раце, подмолно удирање по нозете, удирање клоци, черешење и насилно исфрлање на пратениците и новинарите. И таму и овде имаше ечење и врисоци. Долго време ќе одекнува лелекот на пратеничката Тушева, упатен до специјалците да престанат со насилството. Имате ли мајки, керки, имате ли бре? Тоа од видео снимките што пак ова општество Македонија ги подготви и што ги стави на интернет, ќе имат голем ефект врз порастот на свеста кај граѓаните за она што ни се случило и што може уште да ни се случи и потешко. Командата во тоа време, командата беше неумолива после лелекот на Тушева. Сите надвор. Исто како командата на Катарина Медичи во Вартоломејската ног. Таа беше прогласена за прв макијавелист во историјата по смртта на Николо Макијавели. Не зборувам дека немало и пред тоа макијавелисти, но после Макијавели таа е прв макијавелист. И во Македонија по црниот понеделник ќе бидат прогласени од науката поголем број макијавелисти, најмногу од редовите на извршната власт. Јас веќе тоа го направив во текстовите што брзо ќе се појават. Се надејам дека и македонските уметници ќе го прикажат црниот понеделник на уметнички начин или преку фрески, како што тоа го направи Џорџо Визари во Ватикан. Верувам дека ќе се пробудат и македонските писатели и поети. Не само што треба да пишуваат за насилството во собранието, туку треба да го насочат погледот и кон отпорот на народот. Нека и тие слезат среде демонстрантите и отпорашите, како што Виктор Иго слегувал во 1831 година сред работниците во Сен Антуан во Париз. Да ослушкува дали ќе има некој отпор. Тоа е времето на Јулската револуција. А нашите поети нека се подучат од Шарл Бодлер и Хайнрих Хајне, учесници на барикадите во 1848 година. Значи нема историја, има само сегашност. Само постои разлика помеѓу луѓето. Изгледа дека тие биле похрабри, подоблесни отколку што сме ние денес. Но најмногу треба да се разбудат правниците. Тоа е мојата тема. Така е насловена правните аспекти на настаните од 24 декември. А тие веќе се будат и тоа со отворени очи. Тоа се гледа од текстот на професорката Мирјана Најчевска, Газење на уставот, законите и пратениците. Во текстот наведува дека со насилното отстранување на пратениците
се прекршени 10 члена на Уставот. Авторката мисли пред се на кршењето на парламентарното право. А јас додавам, и прекршени се и други одредби и тоа од темелно значење. Тоа се одредбите за човековите права, владењето на правото и начелото на поделбата на власта. Тука треба да се бара одговорот, колешке Дувњак, на вашите поставени прашања. Тоа е, таму е клучот, се разбира, од добро познавање на тие начела и од нивната примена во голем број други земји. Прекршена е и Европската конвенција за човековите права, особено слободата на информирањето и правото на сигурност. Колку е последното право, мислам на правото на сигурност, значајно, покажува пак крикот на пратеничката Тушева, која од погорните клупи во собранието ги наблюдуваше специјалците како разјарено и огунесто ја изнесуваат пратеничката Радмила Шекеринска. Јас да бев таму не би дозволил. То видите сега. Како не ви е срам жена со скршена нога да ја isfрлите? Кршењето на законите не може да ни помогне во пресметката со насилството во собранието. И тоа е моја разлика. Тука се разликувам од голем број правници, професори по уставно право, па и од колешката Најчевска, кои постојано зборуваат за законитоста, за законите, а јас тие категории дури и не ги спомнувам, затоа што преку нив се дерогира уставот, а то рече се никој не го забележува, дури ни целиот правен факултет. На нив се повикуваат на законите, и тоа можете вие да го забележите, пред се насилниците. Особено на Законот за собранието на Република Македонија од август 2009 година. За тој закон е предвидено обично мнозинство гласови и тоа, а тоа значи може да се донесе со 42 гласа од мнозинството и со мнозинство од пратениците од малцинските заедници. Закон за собрание, закон за председател на република, закон на влада, закон за уставен суд не познава уставно право никаде во светот. Тие централни институции мора да бидат целосно уредени со уставот. Ако сакат пратениците и ако сака Македонија во целина да има стабилни централни институции, тоа не сме да се препушти на законите. На партиската волја, на волјата на парламентарното мнозинство, тоа е партиско мнозинство. Ако се препуштат тие институции на законите, тогаш тие ќе бидат партиски. Независно дали е тамо Иванов, дали е тамо Шекеринска или некој друг. Особено во услови кога кај нас законите се донесуваат на брзина, а тоа е карактеристика константа од 1991 година до денес. По итна постапка и кога? Со брзината на светлоста законите се менуваат со закони за измена на закони, со закони за измена на закони, дотамо да ве заболи стомакот. Едноставно системот се блокира со такви закони. И јас моите студенти ги повикував и сега ги повикувам да не ги читат законите. Наведениот закон веќе со ова што го реков нема уставна основа. Положбата и надлежноста на собранието целосно се уредува со уставот, а со деловникот неговиот внатрешен живот. И ништо повеќе од тоа. А законот за собранието дури предвидел можност председателот на собранието да донесува правилник. Колешке Дувњак, за мене беше тоа доволно да напишам такви текстови, а ќе напишам и уште по тешки, затоа што преку такво овластување председателот на собранието добива извршна функција, правилник. А уште ако се додаде и правото да може да ги користи, да ја користи државната управа, тоа значи силите на натрешните работи. Ете тија шестата, што е тоа? Шеста дивизија од внатрешно се најде во собранието.
И тоа врз основа на законот. И тоа ги буни насилниците. Јас не ги разбирам. Зошто? Затоа што ние многу забегавме со закони и науката тотално е во тој поглед. Нема. Сето тоа е дерогирано и дојдовме во оваа состојба со помош на законите што ги донесува парламентот вака или така. Од тука не треба да не чуди што нашите закони стана партиски закони. Еве ви најдобар пример. Кај нас имаме деградација на уставноста преку законите. Ја би сакал на тоа внимание да посветите, особено кој што правниците што се овде присутни и обвинители поранешни. Најдобар пример е илустрацијата. Законот за илустрација. Споредниот услов за вршење на јавна функција стана посилен и од условите предвидени со Уставот. Така е разрешен еден судија на Уставниот суд, а денес неколку кандидати за советници стравуваат дали ќе го сочуваат народниот мандат ако победат на изборите, бидејќи претходно некоја комисија таму за лустрација веќе ги илустрирала. Тоа веќе ме враќа мало во француската револуција во времето на гилотин и рањето на гилотин, но и во времето на Лавренти Берија. Исти зборови се слушаат. Гилотиња, растрелјат и овде преку комисија за лустрација да се прочиста. Такви закони се смртоносни лекови за уставноста, како цивилизацијска вредност и една од најголемите придобивки на Македонија од социјалистичкиот период. Идна година ќе славиме 50 години од Уставот, а тој денес е во фаза на умирање. Ете, веројатно нема да имам мотив да се јавам на таа свечаност. Законите во поново време добиваат партиско значење, стануваат средство за остварување на партиската програма, на приселен начин и со парите на граѓаните. Тоа на убав начин го илустрира и новинарката Ида Протоџер во текстот Буџетот на Република Македонија за 2013 и настаните околу него. Таја открива јасно причината за насилството на напаѓачот. Власта сака буџет како што го скрои, тамо во кабинетите на владата. И тоа со јавни пари да освои избори. Не треба да не чуди, може би насилството ќе беше и уште појак, отпорот да беше посилен. Следуваат избори, треба да се освои власт. А власт никогаш не била поборник и пријател на правото и на ненасилството. Буџетот за 2013 година е нелегитимен, оти е донесен, еве ја Протоѓер како прецизно успева работите да ги согледа. Е донесен во приватна режија на владеачката ВМРО ДПМН, а поддржана од коалицијскиот партнер ДУИ. Да беше, како се викаше, само момент, да беше за Коле овде, верувам дека би се насмеал. Би бил задоволен од таквата коалиција. Се разбира во иронија. Англиските барони во 1215 година успееле кралот Џон Плантогенет да го ограничат во трошењето на јавните пари. А нашата опозиција не успеа во тоа во 2012 година. Не можеше ни да се писне, оти ја попречи целата шеста управа на МВР, начело со началникот, како што тврди новинарката Катарина Гетева во текстот Јалови приказки. Овој собир и ова расправа покажува дека приказките нема да бидат јалови. Новинарот Жарко Трајановски во текстот Хронологија на настаните од 21 декември до 9 јануари 2013 година регистрира изјави на повеќе лица дека на 24 декември во Република Македонија е срушен и изгазен уставниот поредок.
и дека Уставот е суспендиран од оние што ги исфрле новинарите и опозиционерите од собраниската сала. Некој ќе заклучи дека се преостри оценките, дека се прегруби. А јас би додал, за кршење, за газење на Уставот доволно е една одредба да биде прекршена, а не толку колку што ги има наведено колешката Најчевска. Од друга страна, во ова книга авторот регистрира и мислење на еден пратеник од парламентарното мнозинство кој тврди дека, цитирам, понеделникот беше лош ден за Македонија. Но сигурно ќе беше 100 пати полош ако не се донесеше буџетот. Сам ја открива вистината. А не сум ја виновен. Буџет. А буџетот, тој Јован Плантогенет, почнува да се раѓа 1215 година. И благодарејќи на буџетот создаден е парламентарниот систем. И го имаме ние ова денес, ова што го имаме. Ако не се донесеше буџетот и ако успееше рушењето на уставниот поредок од страна на СДСМ. Тоа е изјава на еден пратеник кој за жал, тука сум јас виновен, се уште не успел да дипломира. Па не можам да видам јас себе право. Во хронологијата се наведува и тврдењето на една пратеничка дека во собранието упадна 50 луѓе, а таа пратеничка седи до мене, предводена од Јанкуловска и Ставревски. На видео сликата видов една друга пратеничка која тврди дека тогаш имало 200 полицајци. Во секој случај, од видеоснимката се гледа дека имало повеќе специјалци од бројот на isfrлените пратеници од собранието. Нивниот зид, што беше поставен, немаше крај. А Бога ми и нивната тежина. Книгата Црн понеделник, во секој случај, треба овој податок да се расчисти и да се види. И тоа ќе кажам на крајот. Кога и зошто. Книгата Црн понеделник во издание на Отворено општество Македонија е прва книга за тоа што ни се случи на 24 декември, што е многу значајно, брзо излезе и на време. Очекувам да се појави и втората книга. Таа треба да ја напишат преку своји лични сведочења, пратениците и новинарите. По примерот на сведочењето на пратеникот Макрадули и новинарката Катерина Цаневска-Арсовска, која собра сили да остане последна во галеријата на новинарите и да го анализира до крај процесот, како што јас останав последен во Белград да го следам до крај процесот на распаѓањето на СФР. Еве една добра информација. И затоа треба Ќотек да се добива. Тоа биле две книги на поплаки, на пратеници и на новинари. Поплаки за она што ни се случило во собранието. Исто како што поплаки се пишувани во Каје де Долеанс во средниот век за време на стариот режим. А изгледа дека и овој стар режим. Ако произлегува од избори. Врз основа на тие Каје де Долеанс Токвил ја напиша најубавата книга за француската револуција и стариот режим. И јас имам намера тоа да го напишам ако ја добијам втората книга, што вие треба да ја напишете. Тоа ќе биде позначајно, длабоко сум убеден, од било кои други активности. Бидејќи ние ова што го правиме денес и јас ова што го зборувам пред вас, не го зборувам за сегашност, туку пред се за иднината. За да не се повтори Вартоломејската ноќ, треба да се потпреме на она што го бара Зеколи во текстот. Дуј нема рбет да ја брани Шекеринска, како таа што ја бранеше Теута од ДП. Еве пак Шекеринска до мене.
Во текстот Зеколи тврди дека вистинскиот проблем кај нас е отсуството на владење на правото. Токму така, како што е запишано. И во преамбулата на Уставот од 1991 година и во рамковниот договор од 2001 година. Владење на правото во англиска смисла е единствен човек во Македонија и на правниот факултет, што тој концепт го предава и развива, тоа сум јас. Сите други зборат за правна држава и за законите, и затоа Кјотекот дојде во собранието. Владење на правото во англиска смисла, и со тоа завршувам, најдобро ќе го свати Ховит, бидејќи англичанец. И само ако му се презентира се тоа што се чува од Македонија, преку таа призма на rule of law во англиска варијанта, Македонија ќе може да дојде побрзо до вистината. Благодарам. Благодарам, професор Ашкарич, вашите излагања и настапи. Не бевте воопшто здодевен, напротив, се секогаш инспиративни и верувам дека и дадовте и добра идеја на Фондацијата Институт Отворено општество како понатаму да ја продолжи приказната за црниот понеделник и тоа што се случи. Во вашата дискусија неминовно неколку пати ја споменавте господјата Шекеринска, бидејќи беше еден од, за жал или за среќа, актерите од таа вечер и тоа што се случуваше. Како директен учесник на овие немили настави, незините изјави можевме да ги прочитаме, поместени се и сведоштвата и во книгата, меѓутоа мислам дека на сите ќе ни биде значајно да го чуеме незиното сведоштво, бидејќи во тој момент господја Шекеринска, вие бевте со повредена нога, но тоа не им пречеше на оние кои што тој ден имаа наредба да ви излечат од салата, брутално да ви сврлат од пленарната сала. Може би е интересно да се каже, можеше ли сето тоа да се спречи што се случи, до некаде да се предвиди, бидејќи власта сите тие денови упорно настојуваше да се оправда дека наводно морала тоа да го направи, за да обезбеди услови за нормално функционирање на парламентот. Тоа беше главната теза. Дури министерот за финансии Зоран Ставревски во таа прилика изјави дека е преголем влогот со недонесувањето на буџетот и оти тоа ќе внесе многу страф и несигурност и неизвестност кај граѓаните. Дали е тоа баш така како што се тврдеше? Благодарам, Гордана. Добар ден на сите. Најпрвин да се заблагодарам и да ви честитам на солидарноста која што е ретка во Македонија, бидејќи после толку години се навикнавме дека ако некого го истепаат, останатите треба да молчат. Ако на некој му пишат неоправдано казна, другите својот бизнис треба да си го читаат. Ако една професија е нападната, сите други превентивно треба да се стават на страна на власта или на насилниците. И јас мислам дека таа традиција веќе станата, тоа толгогодишно молчење, беше еден аргумент кој ја поттикна власта да го превземе овој голем ризик на 24 декември. Калкулира со молчењето во Македонија. Смета на молчењето на сите останати, освен новинарите и пратениците кои што ќе бидат исфрлени. Калкулира и погрешија. И навистина сакам да ја искажам својата благодарност до сите автори на оваа книга и до Институтот Отворено општество, меѓутоа и до сите вас кои не изненадивте со вака полна сала. Да бидам искрена, не можам да се сетам кога во хотеливе и на вакви конференции сме имале волку голема публика, што покажува дека на 24 декември сепак некоја црвена линија беше помината. И можеби подобро е кога таа црвена линија ќе ја поминеме навреме, за да знаеме што и како не чека.
Да запрем или? Фала. Јас не би сакала да ги повторувам настаните, тезите кои што ги чувме во изминативе месеци. Јас сакам да кажам неколку работи кои мислам дека се важни, а кои даваат одговор на директното прашање на Гордана дали ова можеше да се спречи, дали можеше да се избегне. Прво, кога на седница тензична, очигледно на собранието, на која што се дискутира буџет, освен министерот за финансии, се присутни и министерот за внатрешни и важната ударна песница на Министерството, шестата управа, тогаш ви е јасно дека ако освен Зоран Ставревски е присутна и Гордана Јанкуловска и сериозна екипа од Министерството за внатрешни работи, дека сето она што се случило не е инцидент, не е кавга и конфликт во собрание, туку високо организиран пуч. Кога надвор од зградата на собранието ќе видите контрапротестанти во голем број, во кој еден од најистакнатите изјавува дека оваа власт мора да си падне и да дојде ВМРО ДПМНЕ, тогаш ви е јасно дека надвор од собранието не се случува судир на две идеолошки спротиставени групи, туку судир помеѓу припадници на една политичка партија, граѓани и платеници. И дека тоа што се случува надвор од собранието е всушност стимулирана војна помеѓу граѓани на државата кои што решиле да протестираат и платеници кои мора тоа да го запрат и по насилен пат. И третата работа, за која честитам дека и во книгата е спомената, а малку не избледне од меморијата, кога паралелно со се ова што се случува во собранието и надвор од него, ви се случува глумен напад на участокот, тоест напад на главната опозицијска партија во Македонија, преку повторно спонтано собрани граѓани кои поима немаат што прават таму, ама знаат дека треба да нападнат некого, тогаш ви уверувам дека ударот не е насочен против опозицијата. Ударот не е насочен против пратениците. Ударот не е насочен против Бранко Црвенковски. Ударот не е насочен против СДСМ. Директниот удар е насочен против главниот непријател на оваа власт, а тоа е демократијата. И земајќи го предвид се ова, јас сум убедена дека овој понеделник не можеше да се избегне. Заради тоа што тој всушност, црн понеделник, е денот кога паднаа маските за она што ни се случува во овие црни 7 години. Вистинскиот непријател, ви уверувам, не се пратеници кои поднеле амандмани, не се и пратеници кои зборувале по-долго. Вистинскиот непријател е фактот дека власта може да има алтернатива, дека мислењето на власта не секогаш се поклопува со мислењето на останатите. И јас мислам дека навистина дојдовме во ситуација на некоја историска неизбежност, кога во еден момент, после 7 години битка со реалната демократија, маските мораа да паднат. И на некој чуден начин, можда и подобро што паднаат, и барем знаеме со што имаме работа, знаеме со каков тип на проблем во Македонија дискутираме. Ако погледнете, прочитате како што интересно не воведи професорот малку повеќе за Вартоломејската ноќ, малку и фолклор и се она што се случувало во периодот на таа ноќ, ќе прочитате две формулации кои можат да имаат уште една македонска паралела. Например, ќе забележите дека и тоа се случувало во период кога тогашното царство имало финансиски проблеми. И уште еден коментар кој што го прочита во една од историските книги е дека тоа било време на неприфатлив мир и неприфатлив брак. И мене тоа малку ме асоцираше на нашата сегашност.
24 декември за власта интересно коинцидира со период во кој што некои луѓе во Илинденска без број ќе требаше да се правдаат за така наречениот неприфатлив мир, например преку некаков можен договор со Грција. Во исто време 24 декември коинцидираше и со еден период во кој власта мораше да се правда за неприфатливиот брак. После големата кавга во коалицијскиот брак, наеднаш требаше да се закупуваат воените секири и повторно власта да излезе обединета и цела. И овие три работи, мислам дека покажуваат кон што се движеше Македонија практично пред воопшто опозицијата и да поднесе амандмани. Но точно е она што го забележува и Ида Протуѓер и неколкумина автори во книгата, точно е дека во нашиот случај се повтори едно старо детективско правило од англосаксонско потекло. Кога, ако читате француски крими романи, тие ќе ви кажат cherchez la femme, се е љубов, се е некоја таква причина за убиство или криминал. Ако ги читате малку американците, ќе ви речат секогаш следете го трагот на парите. Мислам дека ние се покажавме по-американци во овој случај. И дека всушност, кога се постави во собранието едноставното прашање каде одат парите на македонските граѓани и колку брзо се празнат македонските джебови денес, но и во следните години, тогаш практично тензиите излегоа на површина и тогаш непријателот мораше да биде сопрен. И јас би сакала да кажам уште две работи. Прво, Асимов вели дека насилството е секогаш последното прибежиште на неспособните. И јас навистина мислам дека насилството во собранието не е одраз на силата на оваа власт, туку ја прикажа нејзината немоќ. Немоќ да излезат со аргументи во битката за буџетот, немоќ да возат јавна дебата за политички и суштински разлики во државата и немоќ да излезат како политички победници од дебатата на крајот и со изгласан буџет после извесно време. Но вистинскиот проблем за Македонија е, би рекла, што правевме после проблемот, а не дека дојдовме во ваква ситуација. Еден е срам што го изедовме на 24 декември, меѓутоа и од такви ситуации нормални држави успеваат да се опорават. Проблемот со Македонија е што институциите влегоа во систематско поништување, дека тоа што се случило на 24 декември е проблем. Пазете, се уште не беше ни најавена експертската комисија, а обвинителството на Република Македонија истрча да го ослободи председателот на собранието, така наречен веќе Трајко Велјановски од одговорност. Кога последен пат сте чуле обвинителството толку брзо и експедитивно да решава случај? Кој од политички чувствителните случаи во претходниот период беше решен по ваква експресна брзина? Например, се уште не знаеме кој дава можност за гласање на увезени гласачи во Македонија. Тоа за обвинителството, иако изборите се за една недела, не е од приоритет. Меѓутоа, брзо потезно, образот на Трајко Велјановски мораше да се чисти со варикина. Особено кога беше на службен пат. Тоа мораше да се заврши далеку од неговите очи. И вториот проблем кој што покажува дека власта не се кае, власта влегла во се во ова со сите калкулирани ризици и нема намера да прифати дека некој во нејзините редови носи одговорност, нема намера. Тоа е составот на така наречената веќе експертска комисија. Двајца соучесници во насилието, не знам само дали плеска или вика, тука ми е единствената дилема, ќе бидат оние кои што ќе кажат каква е вистината официјално во Македонија. Двајцата учесници ќе треба со половина од мозокот да бидат пратениците кои плеска и аминуваа, а со половина од мозокот да бидат експерти, дури и без коментарот на професорот Шкарич. Меѓутоа, ова покажува дека всушност Македонија уште долго време ќе го носи баластот на 24 декември, без разлика какви ќе бидат наодите на оваа експертска комисија. Воедно немам дилеми. Кога таа експертска комисија ќе излезе со извештај, Трајко Велјановски ќе биде на службен подолг пат
предпоставувам во Аргентина. И последниот коментар кој што сакам да го кажам е дека во се лошо има можеби и по нешто добро. И јас, барем во политика, мора да живеам со таа мисла, инаку одам на ќе се откажев или ќе избегнев далеку. Мислам дека овој црн понеделник ни покажа и кој од што е направен. И дека црниот понеделник направи, слично како и сликава, црно-бел контраст, рентген снимка на нашето општество. Овој црн понеделник покажа дека се уште има простор за изненадување. Јас сега ќе бидам многу отворена, затоа што му се заблагодарив и директно на професорот Шкарич, заради тоа што кажа што мисли. Многумина и во оваа сала, може би немаше да предпостава дека професорот Шкарич ќе побара медиумско време и ќе го каже своето мислење. И имаше многу вакви пријатни изненадувања во Македонија. Имаше и непријатни, ама јас секогаш сакам овие првите да ги истакнам, а не другите. Дали, ако сега можам да се вратам назад 2007 или 2008, дали повторно би ја бранела Теута Арифи? Јас немам дилеми. Знаејќи дека некои луѓе во Македонија не покажаа солидарност и после 24 декември, тоа не е знак на еднаквост со тоа дека и ние сите, и јас лично би сакала така да постапувам. И тогаш и јас и моите колеги застанавме на страна на наши колеги пратеници, со кои што имаме многу разлики, не заради тоа што сметаме дека секогаш во се согласуваме со нив, туку затоа што нивните права се права на граѓаните на Македонија. Затоа што нивните права се мои права. И затоа што ако не ги заштитам нивните права, моите ќе ги доведам под знак на прашање. И навистина жалам што овој пат Теута не се сложи со мене. Меѓутоа, црниот понеделник ни ја даде рентген снимката на Македонија и црниот понеделник покажа дека власта која гледа демократијата како нејзин најголем непријател нема веќе ниту сила, ниту моќ. И затоа сакам јас со овие два позитивни заклучока да ја завршам барем мојата забелешка. Благодарам. Благодарам, господја Шекеринска, што ме подсетивте на околностите во кои што беше донесен буџетот и сето она што се случуваше во тие денови. Кога ги спомнавме светлите примери, тука би ги вброила и дел од некои наши колеги кои што отворено проговореа за тоа што се случува, бидејќи на некој начин и самите беа учесници во тие случувања. Колега Николовски, вие како уредник на Ден во тоа време, како и сите други наши колеги, ги вршевте своите професионални обврски и бевте на Собраниската галерија. Предпоставувам да го следите она што требаше да следи. Кажете ми сега од оваа дистанца, имате ли некаква дилема се уште? Кому му пречеше, зошто присуството на новинарите на тоа место? Стана ли појасно која даде наредбата, со каква цел за да се отстранат медиумите? И она што мене ми е тој аспект посебно интересен, колку нашата фела се снајде во целата оваа ситуација, како во поглед на своите права и обврски, но и во поглед на известувањето. И на крај би ве замолила, ако сакате еден ваш кус коментар околу тоа, како гледате на одлуката на ЗНМ да ги прекине преговорите со владата? Добро, благодарам на поканата да бидам тука да говорам во еден вака импозантен состав. Со тоа што ми е жал што морам да говорам на крај, затоа што се што беше паметно за овие настани веќе е кажано. Да беше тука барем Зеколи, па ќе се тешев со него, дека он е последен. Предвиден беше пред вас? Да. Значи пак ќе бе последен. Тоа што сакам да кажам е дека ќе се обидам низ мојот пат низ тргњето да го објаснам 24 декември и веднаш да кажам дека тоа навистина
Беше црниот понеделник и беше не црната дамка во поновата македонска историја на демократијата. За него допрва ќе се пишуваат книги, ќе се прават анализи, ќе се издаваат публикации, а актерите на овие настани мислам дека ќе се го најдат заслуженото место во историјата на македонскиот народ. Но како што рече и Радмила, јас мислам дека во секое зло има и добро. Јас мислам дека токму на опозицијата и се случи нешто најдобро, иако звучи парадоксално. Ако не друго, барем си ги засили своите опозицијски капацитети. И трето, сакам да се пофалам, ако тој беше прв црн понеделник на опозицијата, мене ми беше трет. Да почнем од почеток. Кога велам дека тоа беше нешто најлошо, мислам најлошо досега. Сакам да кажам дека познавајќи го капацитетот на оваа власт, мислам дека тоа не е максимумот што таа може да го пружи. Очекувам дека во наредниот период притисоците и нетолерантноста кон се што е во форма на слободна мисла, искажан збор или акт, а што не кореспондира со волјата и потребите на партиската врхушка на партијата на власт, ќе се зголемува и ќе продолжи. Како жртви на оваа политика нема да бидат само опозиционерите, комуњарите и предавниците, како тие ги нарекуваат или не нарекуваат. Мислам дека се почесто жртви на оваа политика ќе бидат и нивните представници во структурите на власт. Заради тоа што нема доволно цврсто, доволно безпоговорно да ја спроведуваат политиката на санкции спрема оваа така наречена предавничка клика. И тука веднаш ќе направам дигресија со последните настани од Штип по митингот на опозицијата. И овој пат власта и полицијата без почитување на принципот на презумција на невиност го прогласи виновникот и тоа не ме зачудува кога станува збор за една таква личност што не сакам да ја споменам сега. Меѓутоа, ако ги следите вестите, ќе видите дека полицијата и власта покренува постапка за санкционирање на 6 или 7 незини полициски службеници. Зошто? Затоа што не постапиле соодветно цврсто и не ги санкционирале учесниците во овој инцидент кој што тие го нарекле тепачка, иако тоа било нешто многу пострашно и не сакам да употребам дали станува збор за терористичко здружување, организиран криминал и така натаму. Можете да замислите каков плен пропуштиле тие во Штип и како тоа сега ќе се одвиваа изборите. Така што таквите активности тие натаму ќе продолжат да ги бранат дека водат неселективна битка со криминалот и дека при тоа не водат сметка која партија доаѓа. Тоа се разбира и натаму ќе биде лага во која многу наивни ќе веруваат, а многу наивни се уште има во Македонија. Ова пиар власт, уште кога доаѓаше на власт, бргу свати дека доколку сака да владее со државата, ќе мора да го освои медиумскиот простор. И тоа го направи прва институција која настрада тогаш беше јавниот сервис или Македонската радиотелевизија. Веднаш со освојувањето на власта почна разврстувањето на новинарите на подобни и неподобни. Тоа беше мојот прв црн понеделник, што не траеше само еден ден, туку беше една агонија од, да речеме, 2 години. Методите на казнување на новинарите ви се познати, од земање на емисиите, снимување од програма и така натаму. Почна со една дебатна емисија за стечајците, која ја забранија, затоа што ВМРО ДПМН се уште го немаше решено статусот на оваа група, а последна беше една дебата во која мои гости беа професорот Фрчковски и Ким Мехмети. Во таа емисија двајцата гости толку жестоко ја критикуваа власта, што јас морав да ја бранам. Беше чудно, но како добар домаќин бевме 2 на 1 и во еден момент професорот ми рече:
Асма, ти ако сакаш брани ја, ама ние сме овде да ја направиме партал и тоа и се случи. Таа емисија беше навистина пресвртница и со тоа ми беше запечатена мојата кариера во македонската телевизија. Сакам да кажам дека од тоа не се потресе општеството многу. Ниту опозицијата го дигна својот глас, ниту ЗНМ одржа пресконференција, ниту Бранко Геровски напише колумна. Така Асма тивко си замина од МТВ во тогаш славната А1 телевизија, каде што се беше различно од она во МТВ. Таму заедно со другите мои нови колеги продолживме да имаме така наречен критички однос кон власта или критичка обсервација на власта, иако мислам дека тоа сега е благ збор за она што ние го правевме како отпор на тоа што го правеше власта, со сите форми на новинарство, од прилози во вестите, коментари, колумни, емисии. На почетокот власта беше уплашена и се обидуваше да се дружи и пријателски да ни убедува да не го правиме тоа. Потоа се осили, мерките на предупредување се менуваа, вие се сеќавате на повикот на премиерот да не се гледа А1, потоа беа толку силни што стигнуваа закани, деманти, дури на вести кои се уште не беа објавени во вестите. Крајот ви е познат. На 24 декември полицијата влезе во А1 и ја затвори. Тоа беше мојот прв 24 декември и втор црн понеделник, иако беше петок, а ја бев дежурен уредник на вестите. Од тогаш наваму ништо не е исто во медиумскиот простор. Не постои така моќен медиум што може на оваа власт да ја се спротивстави. За волја на вистината постојат 2 или 3 телевизии кои честно си ја работат својата работа, еден вестник и 10 мали, се уште мали веб портали, но сите заедно ни оддалеку не се достоен противник на моќта на оваа власт. Но се случи чудо. На овој последниот 24 декември сите овие медиумски парчиња се најдоа во исто време на исто место, на галеријата во Собранието на Република Македонија. И во тој момент тие представуваа медиум, односно јавност, нешто од што оваа власт најмногу се плаши, оваа пиар власт. Реагираа на начин, реагираше на кој што реагираше во А1. Едноставно, на сила, тој медиум беше истеран од Собранието. Бевме сврлени. Во тој момент јас бев во позицијата заменик главин одговорен уредник на Ден, медиум кој исто така веќе не постои. На 24 декември мислам дека местото на секој новинар и уредник требаше да биде пред и во Собранието на Македонија. Радмила вели тоа не беше борба на опции, тоа беше праг на почеток на граѓанска војна и за среќа тоа сепак не се случи. Јас се упатив во Собранието, свртив 2-3 круга пред Собранието и влегов внатре. Се разбира, таму можеш да влезеш, но не можеш да излезеш секогаш кога сакаш, освен ако не те изфрлат, се разбира. Значи, сликата таму беше, веќе ја знаете, на галеријата беа сите новинари, во салата беше опозицијата пред говорницата, а претениците од парламентарното мнозинство седеа во своите клупи. Оно што мене ми остави впечаток и до ден денеска, навистина, јас не можам да се помирам со тоа, тие воопшто не реагира за тоа што се случува горе. Таа пракса потоа продолжи, тие не реагираа и кога нивните колеги од опозицијата ги изфрлија од Собраниската сала. И ден денеска се прашувам, можно ли е таква подчинетост на власта, на партијата, таква послушност, што од луѓето прави не луѓе, што им го урива дигнитетот. Јас би се страмел утредента да ги погледнам моите колеги во очи. Но очигледно тоа не беше случај со овие луѓе.
Видете, на 24 се случи замолчување на медиумите. Значи, нешто што власта го прави од почеток. Тоа мислам дека нези е најважно. Владата по овие настани на 24 декември најде оправдување за изфрлањето на опозицијата од парламентот. Измисли дека тоа било сценарио што подолго време го подготвувале, дека му се заканувале на спикерот, дека не им дозволувале на своите колеги од парламентарното мнозинство да влезат внатре, дека се качувале на столчиња, фрлале пластични чаши и тоа беше достатна причина тие да најдат изговор за тоа. Меѓутоа, до ден денес, ниту премиерот, ниту било кој представник на власт не најде оправдување зошто ги изфрли новинарите од салата. Тоа е тоа што професорот вели беше повреден деловникот. Значи, тоа беше смислено сценарио на власта за да го донесе насилно буџетот со прекрачување на уставот и деловникот. Ако има пратеници во салата, нормално дека очекуваш да има седница. Зошто би ни изфрлили нас надвор? Сакам да кажеме неколку збора за опозицијата. Радмило. Зошто велам дека тоа беше нешто што може би е не најдобро, но најкорисно за опозицијата? За прв пат во незиното постоење таа стана и заличи на опозиција. Направи нешто конкретно со што за прв пат престана да биде спотерна власт. Направи нешто за да ја делегитимира, а не како дотогаш само со празни зборови и даваше легитимитет на се за што всушност ја критикуваше. Дотогаш опозицијата, политичката битка ја имаше сведено на пратенички прашања и долги, цинични собраниски дебати. Опозицијата всушност се улюлка во собраниските фотели и глумеше опозиција. Таа заборави да се дружи со народот. Се затвори на бихачка и немаше врска со реалните потреби на граѓаните. Се повеќе се занимаваше со себе, почна да се борат внатре, самите со себе, наместо да се борат со власта. Наместо неа, таа улога се повеќе ја преземаат дел од медиумите, а за тоа не добиваа никаква поддршка од опозицијата. При тоа не мислам на материјална помош. Дури имаше и абсурдни ситуации. Новинари блиски до опозицијата и медиуми се обидува да ја помогнат на било кој начин, но тоа очигледно беше залудно, тие се слушаа само себе си. Но народот не може да гласа за медиум. Сепак на крајот може да се појави политичка опција. Затоа и медиумите често пати беа ставени во позиција да бидат обвинувани дека настапуваат како партиски мегафон. Тие беа оставени самите на себе. Опозицијата мора да се врати на основите на партиското действување, а тоа е битката за идеја. Битката за секој нов глас со агитирање по улиците, по мала, по плоштади, по пазари, на сите јавни места. Таа не смее да се движи само во кругови на своите приврзаници. Напротив, треба да се бори, да настапува во провладени медиуми, да одржува трибини во градови и места каде населението е претежно неопределено, да не речеме од другата политичка опција. Во многу настапи, опозицијата не знаела да реагира сразмерно на ситуацијата. И за мравка, и за слон пукаат со топ. Па како народот да препознае што е битно, што е погрешно, а што не? Молчаа кога требаше да говорат и говореа кога требаше да молчат. Затоа велам дека со настаните од 24 и на оние што му претходеа, тие тогаш стана опозиција или заличија на опозиција. Така ги дочека изборите и мислам дека повторно направи еден грешка во чекори или требаше веднаш да прифатат локални избори, да не се вратат во парламентот, да инсистираат на предвремени парламентарни избори, или кога веќе прифатија да не одат, требаше тоа да го истераат до крај. Но тоа е само мое лично мислење.
тие знаат веројатно каква одлука донеле. На крајот сакам уште една реченица да кажам за однесувањето на меѓународната заедница за овие настани. Јас бев изненаден како тие отпрви млако реагира и протоколарно, и тоа беше навистина збудувачки, особено заедничките пресконференции што ги дадува амбасадорите на САД и на Европската унија. Мислам дека образот на дипломатскиот кор го оправда амбасадорот на Холандија во Република Македонија. Значи, сите други повикуваа на смирување на двете страни, како да се работи за скарани деца, како да не сака да сватат дека Македонија полека тоне во тешка политичка криза. Се чини повторно по реакциите во медиумите, мрднаа од место и смирување на состојбите, во смирување на состојбите се вклучија и потешки преговарачи пред се комесарот Филе. Она што на крајот сакам да го кажем е дека странците треба да сватат дека Македонија без разлика што сака да стане полноправна членка на Европската унија, таа се уште не е кадарна да ги решава тешките политички проблеми и треба помош однадвор. Затоа очекувам нивно активно учество во комисијата за расветлување на случаите од 24 декември. Благодарам. Благодарам, колега Николовски, што ги поделивте со нас вашите црни понеделници или петоци, што не подсетивте на символиката на некои датуми и случајностите. Се надевам дека и опозицијата добронамерно ќе ги свати вашите совети кои што ги упативте на нивна сметка, ако се паметни ќе ги сватат. А сега имаме доволно простор за дискусија, бидејќи овој дел со излагањата на нашите промотори го заокружуваме. Нешто малку повеќе од половина час. А пред да ве поканам на дискусија, само два технички податока. Првото е заради големиот интерес за книги. Во меѓувреме организаторот обезбеди уште 100 примероци и сите оние кои што не успеале да земат или немало при доаѓањето на излегување ќе можат да добијат примерок. И Милчен ме подсети дека изданието е тројазично, значи не само на македонски и на албански, и на англиски го имаме и во албанска верзија. Тука завршувам со мојот дел, сега ве поканувам на дискусија, на прашање до нашите промотори. Само би ве замолила која ќе се јавувате за збор, најпрво да се представите и да прашате и да кажете кому е упатено вашето прашање, ако имате прашање или да споделите со нас некое размислување. Повелете. Колегата Ерол Ризаов од Утренски вестник, па Жарко Трајанов. Навистина, прво сакам да искажам големо задоволство што еве и на овој начин се разговара за 24 декември. Во јавноста на Македонија, иако сите мислиме дека брзо патуваат информациите, очигледно е дека тоа оди бавно. Поминаат 2 месеци за да дознаеме дека ова не се случи заради буџетот, заради корумпирани избори што стана традиција во Македонија. Значи, се полни буџетската каса со заем од странство во високи износи од преку 200 милиони евра, за да тој озаконет криминал послужи да се направи период на релакс за време на предизборните кампањи. Прв пат опозицијата нели се спротивстави на тоа и ни се случи ова што ни се случи. Тоа е веќе детектирано и гледам овде сите го знаат, меѓутоа мислам дека добар дел од јавноста во Македонија се уште не го знае. Вториот момент е тоа ни се случи затоа што пресметано е дека тоа може да помине неказнето. И тоа веќе овде е осознаено и кажано. Значи, со една стратегија партиска, политичка и медиумска,
се направи амбиент дека можеби и се не е така и можеби не е толку страшно да луѓето направат една чистка во парламентот затоа што еве некој сака да го спречи буџетот. Она што сега мислам во овој момент е едно од последните мои трагични сознанија е што истрагата за овој случај која треба да заврши како комисија, е составена пак спротивно на она што зборува професорот Шкарич. Значи, пак имаме партиска комисија. И ние, без да чекаме резултат, сите го знаеме резултатот. Значи, ќе имаме 2 члена од едната партија, 2 члена од другата партија, и тие ќе водат дебата и ќе треба да дадат одлука, односно ќе треба еден човек да одлучи, ако воопшто е можно да дојде до негов избор, председателот на комисијата. И сега, во што е трагиката? Трагиката е во тоа што, ако не е така, а се определи, да речеме, избор на членови на комисијата од судии на Уставниот суд, од председател на Академијата на науките, од видни познати правници во државата, сите знаеме дека ќе биде уште полош. Значи, Македонија е донесена во предполитичко време. Во Македонија нема капацитет да се реши еден случај. И сето тоа е укалкулирано во проектот да се истрли комплетната опозиција од парламентот и да се направи случај кој што ќе предизвика безволно полнење на буџетот со пари кои треба да ги вратат идните генерации на Македонија. Тоа е суштината на нашата трагика на нивото на демократијата до која е донесена Македонија. Значи, решение ќе нема. Решение ќе има, може би, оној ден, кога на никого тоа нема да му биде важно. Што одлучила некоја комисија, таму дали пред 6 години, на 24 декември, била праведно или неправедно истрелена опозицијата. За жал, тоа е нашата реалност. Тоа не може да се менува ни со комисии, ни со тоа може да се смени само со еден голем пораз на една трагична политика која владее во Македонија. Благодарам. Резав, Жарко Треност. Благодарам. Што се случуваше на 24 декември е прашање кое што ќе се дебатира допрва, меѓутоа би поставил неколку критички прашања. Кој го контролира парламентот и кого парламентот контролира? Значи, тоа се двете клучни прашања. Парламентот ја контролира владата. На 24 видовме дека полицијата, односно владата, апсолутно го контролира парламентот. И тоа со учество, со користење на сила, полициска сила. Контролата над парламентот беше извршена со користење на политичка сила. После 24 гледам никој не го спомнува тоа. Паднаа маските, веќе Македонија не е парламентарна демократија, туку полициска држава. Ако пред тоа имаше симптоми некакви дека е Македонија полициска држава, колегата спомна полициска држава која полицијата врши упад во телевизија и ја затвора исто така, и никој не се солидаризира нели со тоа, и тоа е полициска држава, меѓутоа, ајде, имаше дилеми дали е тоа борба против организиран криминал или полициска држава, сега веќе нема никакви дилеми после овој 24 декември. Друго, никој не спомна вториот момент. Дали имаше обид или актуелно насилно уривање на уставниот поредок? Тоа е второто прашање кое што мислам дека треба да се посвети внимание. Значи, власта ја легитимираше својата акција, односно полициските акции беа легитимирани со наводен обид на опозицијата за насилно уривање на уставниот поредок. Тоа беше приказната која што во тој момент беше понудена на јавноста како обид за легитимирање на полициската интервенција не само во собранието, туку и во собранието, па дури она спречување на правото на граѓаните да дојдат на протест на кој што евентуално насилно беа презеле власт. Меѓутоа,
таа теорија падна комплетно во вода, затоа што нема никакви, потоа не следеа никакви кривични пријави за насилно уривање на уставен поредок. Ниту пак беа осомничени некои луѓе, ниту пак таа приказна продолжи да држи вода. Она што ние го гледаме дека има основи, и затоа ја бим поставил прашање тука на господин Шкарич, дали гледа во акциите на полицијата на 24 во парламентот, во акциите на 6-та управа, која е исто под надлежност на министерката за внатрешни работи, токму таа насилно уривање на уставниот поредок во Република Македонија, што е едно од најсериозните кривични дела. И на крај уште едно прашање, со тоа би завршил. Очигледно дека легитимитетот на собранието е тотално. Собранието е институција без легитимитет. Дали тоа собрание легитимитетот може да се поврати со предвремени парламентарни избори? Што ако се извршат дури во најдобар ред парламентарни избори, се изберат народни представници, влезат во парламентот и повторно се случи некој црн понеделник каде што тие насилно ќе бидат истерани од страна на полицијата? Односно, како да се превенира и понатамо насилно уривање на уставниот поредок од страна на полицијата во парламентот? Благодарам. Жарко, и тебе збор побара колешката Катерина Ерсовска. Добар ден и од мене. Само сакам да кажам оно што го кажа претходно колегата Ризаов, дека не се согласувам, дека дури сега дознавме зошто се случи тоа. Уште на 24-ти предходно се знаеше дека се случи за пари, и тоа не за малку пари, туку за многу пари. Се знаеше причината, добро. Она што мене ме разочара после тој 24 декември е тоа што ако на некој начин новинарите првпат покажаа сплотеност, како што кажа Љубиша, кога ги гледав првите информативни изданија на речиси сите телевизии, верувајте дека немаше ниту збор од нашите колеги за тоа што се случи на галеријата. Немаше ниту збор за тоа што се случуваше доле во собранието. Значи, пратениците од опозицијата ја напуштија салата според медиумите, а новинарите беа љубезно замолени да ја напуштат галеријата. Верувајте дека долги денови после тоа се уште ги чувствував модриците од љубезното замолување да ја напуштиме галеријата. Она што го добивме беше, ако нели колегите не известија дека нешто станало, веднаш утредента кажаа дека председателот на државата, председателот на собранието, председателот на владата жалат за настанот со новинарите. Ако не известија, не ми е јасно што жалеа тогаш и што имаме ние од тоа жалење. Значи, единствено што требаше да се направи е да се лоцираат виновниците, да се побара одговорност за тоа што се случува, но не со ваква комисија и со ваков состав на комисијата во која што двајца членови се директни учесници во настаните и сите што беа новинарите знаеа дека барем едно 50 на пораки на господинот Илија Димовски сите му напишавме за да ја крене главата и да го прашаме зошто не бркаат од галеријата. Толку благодарам. Благодарам. Дали има... Дали да одговорам јас? Или прашање? Бидејќи имавме директно прашање до професорот, ако може да одговори, па потоа. Да. Само кратко. Значи, Гетева го дава одговорот во текстот на оваа книга, дека 6-та управа влегла во собранието, а тоа значи влегла извршната власт. И на тој начин законодавната власт е потисната од извршната власт. Во такви услови нарушен е уставниот поредок и тоа со насилство. Не ставно збор само за влегување на извршната власт, на полицијата во собранието, туку и на употреба на насилство против опозиционерите. Еве ги елементите на кривичното дело насилно уредување на уставниот поредок.
Господо обвинители, така многове имаме. Превземете нешто, размислите и подпрете се малку и на пошироко толкување на уставните категории на кривичниот законник. Во овој контекст, овие, како што јас ги наведувам, напаѓачите, то не е мој термин, тој е терминолог, но многу прецизен, се повикуваат на законот на собранието од август 2009 година, дека имат законско право. Тие се повикуваат на тој закон, но јас тврдам дека е тоа противуставен закон. И од тук не можат насилството што го примениле во собранието да го делегитимизираат. Односно, не можат на него да се повикуваат. Може да кажат, повелете неуставен суд, а тамо се нашите уставни судии. Може и таа игра да биде во тек. И нека опозицијата и тоа го користи. Да ги користи сите легални средства. Но јас се убедувам дека и Уставниот суд, кога ќе одлучува за таков противуставен закон, ќе се најде во многу тешка положба. А треба тоа да се иницира. Во таков контекст зборев критички за законите, такви какви што се, оценувајќи ги дека со нив се нарушува уставноста. Аргументот на парламентарното мнозинство и на извршната власт во овој случај ќе биде многу слаб. Добар ден на сите. Добро, слушајќи ги датумиве 24 ноември, 24 декември, 24 декември, уште и закажани избори на 24 март, не знам дали може би премиерот има некоја катачка што за 24 као бројка му сугерира за да биде така му лежи. Добро, настрана шегата во тој смисол, мислам дека за нас, за мене и за овде, за жал бидејќи го нема Арсим, за да збори во име на не само на групата која на 25-ти реагираше, туку и воопшто и како после тоа све што се следуваше. За нас тој 24 декември беше пораз на демократијата, односно пораз може би е благ збор, за нас тоа беше ден кога се уби демократијата, и тоа во законодавниот дом, домот кој треба да ја штити, домот кој треба да ја брани. Сликите од собрание што доаѓа барем преку интернет, преку социјалните медиуми, заради тоа што ниту националните телевизии, секако некои од телевизиите приватни кои известува, беа разочарувачки за сите нас. Она што можеби и тоа го кажавме тогаш и сме го повторувале многу пати после тоа, и Рамадан, и ја, и Арсим и другите кои беа на таа листа, односно подписници на таа реакција, не во наше име, беше разочарувањето од нашите пратеници албанци кои беа дел внатре во парламентот и немо гледа на све што се случуваше на нивните колеги, независно од опозицијата. Тогаш го рековме и повторуваме дека истата ситуација, она што и се случи на пратениците на СДСМ и на коалицијата, доколку се случуваше и на ВМРО, ДПМН, и на ДПА, и на ДУИ, на ист начин би реагирале за сите, затоа што тоа беше страшно практично по однос на процесите што се одвиваа во државата. Албанските политички пратеници, не партии, него пратениците внатре, некако нема храброст да се спротистават и да ги заштитат своите колеги, независно дали се македонци, турци, роми, власи. Се повикува долго време на тоа дека буџетот е антиалбански, меѓутоа, оној момент кога требаше да се спречи носење на таков буџет, тие
не го сторија. Во една прилика најден вика антиалбански буџетот, но велам буџетот е антидржавен. Не е само антиалбански против албанците, не е само против македонците или турците. Буџетот е антидржавен, значи таков каков е, тој не е добар ниту за албанците, ниту за македонците, ниту за било кого. Јасно е. Се спомна овде, за жал, и делот во смисол како реагирале 2007 опозицијата кога ја бранеле Теута Арифи, како таа изреагира не само она, него и другите пратеници кои ги гледаа своите колешки кои беа физички нападнати од страните, односно како не реагираа. За жал, од една сега веќе поранешна вице-премиерка за евроинтеграција, кандидат за градоначалник за Тетово, не чувме ниту еден збор по однос на тоа што се случи и по однос на тоа за тие европски вредности кои цело време ги збореше и ги кажуваше во сите низини интервјуа, посети на Брисел и не знам каде. Среќа за неа што не сум више жител на Тетово, па нема да гласам во Тетово на 24 март. Разочарувачки, морам да кажам, изненадувачки, барем за мене лично, беа некои од изјавите од меѓународната заедница. Прилично бледо, прилично инфантилно, прилично онака површно, као па се случуваат сегде такви работи, или дека тоа било не баш добар ден за демократијата во Македонија, а пошто се сложивме сите и она што од почеток го кажа како све течело процесот, очигледно дека било добро планирано сценарио, не е дека туку така одеднаш им текнало да го прават. Може ќе звучи грубо, меѓутоа се плашам дека можеби и меѓународната заедница или барем дел од меѓународната заедница веќе имали информации за планот кој се кова. После све она, значи им требаше цели 2 месеца да изреагираат на ниво како што можеби требаше да се изреагира уште првиот ден, како што не знам како што изреагираат, да речеме, за укинувањето на уставот од Виктор Орбан во Унгарија, на пример. Таму се дигна цела Европска унија на нозе. Све тоа на што се следуваше после тоа, тие преговори, диалози, протести, едно друго, на крајот заврши така како заврши. Претпоставам опозицијата си проценила тоа што си проценила дека треба да го направи. Она што сакам овде отворено јавно да го кажам, барем во моје лично име, е тоа дека за мене, како граѓани на оваа Република Македонија, после 24 декември и со враќањето на опозицијата во парламентот, овој парламент е апсолутно нелегитимен. Како таков, и како институција, и како структура, и како орган кој ќе носи или носел, и ќе носи закони како што се ги носел. Така да се надевам дека нема да ни се повтори веќе ваков, меѓутоа за да не ни се повтори уште еден ваков инцидент или инцидент од поголеми размери, очигледно ќе мораме да најдеме храброст сите и прогресивни сили во оваа држава за да го смениме концептот и политичкиот систем у смисол на како ќе размислуваме и функционираме како држава. Ќе треба доста работа, се разбира, меѓутоа ќе мора, мислам дека во овој 24 декември прилично доста не отрезна во тоа во кој правец ние како држава воопшто и се движиме. Благодарам. Благодарам, господине Адеми. На некој начин ја пополнивте таа празнина со отсуството на господинот Зеколи, на кој што му посакуваме брзо оздравување. И ни дадовте еден приказ од ваша перспектива, затоа што ова се сепак работи на кои што не би требало да има поделеност по етничка основа и многу е важно да се слушне гласот на сите. До крајот на дебатата имаме уште 10 минути. Ве поканувам на дискусија, да бидеме брзи и ефективни. Дали некој се јавува за збор?
Гледам една подигната рака, повелете. Да, благодарам. Мислам дека сум премногу гласен, но а може таму да седна, бака? Да. Благодарам уште еднаш. Имам две прашања. Едното е до опозицијата, еве може господјата Радмила Шекеринска да го одговори. А другото е до професорот Радмил Шкарич, се извинувам. Мислам дека Жарко Трајновски е право затоа што има нешто многу посуштинско од легитимитетот на самиот парламент. Што ако има нови избори и новиот парламент добие легитимитет, меѓутоа системот на општествени односи кој веќе се наметна, ќе го оправдува истото однесување како што владата го направи врз опозицијата. Пошто политичката теорија кажува дека опресираните малцинства најчесто се однесуваат исто како претходно што се однесуваше мнозинството. Од една страна јас не го сваќам потегот на опозицијата да се врати во парламентот. Ако може малце повеќе да образложите за тоа, која е вашата причина. Второто е, би го поставил до професорот Шкарич, дали е можна промена на уставот, односно дали е можно ограничување на мандатот на премиерот на некој си максимум 8 години, за да може да се намали концентрацијата на моќ во одредени личности, кој веќе прераснува во традиција во македонската политичка пракса. Благодарам. Благодарам и вам. Повелете Шекеринска. Благодарам за прашањето. Јас сакав малку да коментирам на темата што ја наметна Жарко, така што ми дадовме добра прилика. Прво, дали со предвремени избори ќе се врати легитимитетот? Не само со предвремени избори може да се врати легитимитетот. Оти во концептот демократски не се само изборите важни. Ако имате избори без правна држава, тоа не е демократско општество. Правната држава во Македонија крахираше. И тоа не само за 24 декември, али кај 24 декември гледаме систематски напор сите институции да ни одговорат на ист начин. Дека, како велеа, тази дупка не е дупка. Затоа мислам дека се согласувам со вас, предвремените парламентарни избори, без одговорност, со име и презиме, за неколку прекршувања на Уставот, нема да бидат доволни. И бидејќи сме тука, јас би сакала да кажам неколку работи, не ги споменав, бидејќи мислев дека неколку пати се повторување, ама не е на одмет. Уставот беше скршен прво со тоа што беа изфрлени новинарите, значи директно кршење на еден член. Уставот беше скршен и заради тоа што претениците од опозицијата не беа само истепани. Пред да влезат во салата, нивниот мандат беше одземен. Тоа не се гледа, знаете, сликите на насилство се видливи и некако го сведовме 24 декември само на насилството. Не беше. Затоа велам, систематски беше рушен системот. Кога мене ќе ми ја земете картицата, јас не сум веќе пратеник. Не можам да зборувам, не можам да се јавам по амандман, не можам да давам предлог. И практично на 24 декември испадна дека еден бодигард тежи повеќе во политичка смисла од 7 или 8 илјади гласачи на Македонија кои се представени преку еден пратеник. Третото кршење на буџетот. Буџетот беше изгласан, односно пратениците гласаа буџет кој го немаа видено. И тие што останаа. Може, мислам дека и тоа го има со принт скрин во книгата, буквално во целиот тој хаос тие заборавиле дека пред да закажеш седница треба и документот да го испратиш. Немаше такво нешто. А имаше едно претходно кршење на еден од уставните амандмани од Охридскиот договор и кршење на деловникот, кој никој не го забележи во општиот хаос. Се случи неколку дена пред 24 декември, кога благородна Дулич ја свика својата законодавно-правна комисија, не деловнички, спротивно на деловникот, и си ги читаше амандманите. И при тоа, сега знаете како политика треба да се снајдеш, во еден момент ми текна дека, согласно деловникот, не може да се смета дека е во ред записник ако не е обезбеден превод на албански, па и војна имавме за тоа во Македонија. Седеа колегите и од ДУИ и од ДПА на страна и се смешкаа така ладно, велам, ке барате вие превод или заборавивте, амандманот денеска спие. Се насмеа уште еднаш и продолжија. Така што аминувањето од страна на, не сакам
ја мрзам таа поделба, ама од страна на овие колеги пратеници, покажуваше колку се работело да се создаде клима во која сите ќе одмолчат кршење на устав. И последниот коментар кој што сакам да го кажам се однесува на тоа дали можеме нешто да очекуваме од оваа комисија експертска. И го имам искуството со два предходни конфликти или критични ситуации во парламентот од 2006 навака и јас не сум некој особен оптимист. А мислам дека без тоа парламентот ќе биде хаварисан на подолг период. Проблемот е кога опозицијата вели вака, правиме експертска комисија, даваме двајца професори по право. Едниот професор по уставно право, ако не се лаже. А власта вели вака, ние ќе дадеме двајца пратеници, од кои едниот е несоучесник само бидејќи гледала и ја минувала. Благородна Дулич со свој подпис овозможи кршење на процедурата, деловникот, законот за собрание и така натаму. Затоа што таа буквално дозволи законодавно правна комисија да не ја заврши дебатата, уставот да се, значи соучесник со крв на рацете, со крв на скршени членови од уставот и од законот. И вториот да не зборува. Значи планот да се минимизира работата на експертската комисија е создаден. И јас не сакам да видам повторување на претходните искуства каде комисии кои што беа направени на оваа тема ни предложија да го смениме законот за собрание и деловникот. Што беше промената? Дека ќе дадеме специјалното собрание, обезбедувањето во собранието да биде под директна команда на Трајко. Сега никој тоа не го спомнува, бидејќи тоа би значило дека Трајко веднаш дента требаше да даде оставка, а не ја даде. И на крај, директен одговор на вашето директно прашање околу опозицијата. Сите имаме различни мислења, ќе ви го кажам моето. Врз база на искуство кое што го имам, во последниве 6 години сватив дека со секоја одлука на бојкот на собранието на подолг рок се зацврстува Груевски, а не му се ограничува моќта. Ако се вратите назад, 2 пати бевме отсутни од собранието, подолг период, сите овие закони за кои денеска велиме дека се проблематични, а еднаш кога ќе се донесат стануваат дел од правото и нема веќе бегање, освен ако Уставен суд не ги преоцени, сите ни ги донесоа кога ние бевме отсутни од собранието. Му оставивме мегдан, а се повлековме од еден мегдан кај што колку толку јавноста можеше да не гледа. Во ваков медиумски мрак во Македонија, каде што е неверојатно тешко да добиете 5 секунди без да ви исплукаат, собранискиот канал е какво такво, не црвено, ама зелено прозорче од собранието. Така што јас сум среќна дека се направи некакво решение кое ќе ни овозможи со чист образ да се вратиме назад. А дека не ни е лесно да ги гледаме истите луѓе кои ни се смеја и плеска, не ни е лесно. Ќе ви кажам уште еден куриозитет. Кога пред да влезат луѓето од 6-та управа од МВР, влегоа нашите колеги од ДУИ. И во мала размена на шеги, сегашниот министер за одбрана фино ви кажа: вас ќе ви треба помош, не мене. Што значи дека сценариото било со амин прифатено не само од пратениците и пратеничката група на ВМРО ДПМН, ама тоа нека им служи на чест нив. Значи, нашиот систем како парламентарен, а то не само кај нас, туку во сите земји во светот, не познава ограничување на мандатот на премиерот, односно на председателот на владата. Толку колку пати одредена партија ќе добива најголем број мандати на парламентарни избори, толку ќе може да предлага од своите редови и кандидат за премиер. Значи, решението е во изборите, во граѓаните, во народот. Од тука, во тој правец, треба да се барат и решенијата. Благодарам. Крајот имаме уште време да го слушаме Милчин и тука ја затвараме денешната дебата. Ја во име на фондацијата можам да кажам дека сега сме во дилема што прво да правиме. Дали да го објавиме вториот том што го предложи професорот Шкарич, или ќе треба да правиме книга која ќе се вика Црна недела 24 март 2013.
во кој ќе се занимаваме со тоа колку ни се демократски, фер и слободни изборите. Луѓе, ја мислам дека работите се отидени премногу далеку, за да можеме да мислиме дека со ограничување на мандатите можеме да го решиме проблемот. Погледнете ја Москва, он има 2 мандати премиер, па станува председател, па се враќа премиер, па тоа е истата рецептура. Мислам дека ако се вратиме назад, пред 2 дена во фондацијата се занимававме со тоа во кои моменти, почнувајќи од самитот на НАТО во Букурешт, се актуализираше етикетата соросоиди. И ќе видите дека е тоа А1, Мартин Нешковски, Аман и така натаму и така натаму. Зошто го велам ова? Ја не се согласувам дека целта беше буџетот. Целта е власта. Буџетот е средство за одржување на власт. И мислам дека тоа беше во прашање. И уште нешто. Ако сакаме навистина да разбереме што е тоа што нам ни се случува во Македонија сега, ќе треба да се вратиме на еден друг датум. Тој се вика 21 август 1968, кога трупите на Варшавскиот пакт влегоа во Чехословачка, ја окупираа, тоа го нарекоа братска помош. Веројатно оние кои се на моја возраст или и малце помлади од мене може да се сетат на тој фантастичен пример на спин. Имам впечаток дека ние имаме работа со спинување кое не паѓа подолу од тоа, без оглед на тоа што сме ние една многу помала земја и така да не го трошам времето на тоа. Братска помош, како што беше ова љубезно повикување да го напуштат собранието. Потполно исто. Значи, прашањето е, и мислам дека една од битните работи, за да можеме да се справиме со ова со што сме соочени, е борба против заборавот како прво. Зашто ние многу брзо забораваме. Она што, де факто, најголем дел од нашите забелешки на сметка на опозицијата, например, одат именно поради тоа, заради тоа. Тоа е спремноста да заборава. Просто како да ни олеснува Македонија кој ќе заборавиме, ај поминало тоа, утре ќе биде подобро. Нема да биде подобро доколку заборавиме. Може да биде подобро, може да се оспособиме за борба за тоа подобро, само доколку не забораваме. Ние можеме да простиме, ама не и да заборавиме. Благодарам. Во секој случај, оваа книгата што ја сугерираше професор Шкарич, таа нема да ја заборавиме, а за оваа другава со фалсификатот да видиме дали ќе преживееме. Па после ќе одлучуваме. Благодарам. Благодарам, Владе. Благодарам на сите за денешното учество. Ова е крај на денешната дебата. Со посебна благодарност на нашите промотори што издвоја време.